Српската влада ги замрзна цените на основните животни артикли на нивото од 15 ноември и на овој начин одлучи да го заштити животниот стандард на своите граѓани. Одлуката се однесува на брашно, месо, масло за јадење, шекер, млеко и други артикли кои се елементарна потреба. Овие продукти, заедно со режиските трошоци, секое домаќинство месечно кај нас просечно го чинат од околу 60% од животните трошоци, поради што од синдикатот веднаш побараа истото да се случи и во Македонија. Ние како Сојуз на синдикати на Македонија секогаш бараме до владата се оние во интерес на работниците, за да не им го оптеретиме нивниот буџет, така да апелираме до владата да направи замрзнување на цените за одредени артикли кои што се од витално животно значење. Освен синдикатот, аларм за загрозен животен стандард вклучи и организацијата на потрошувачи, бидејќи цените нагоре тргнаа незапирливо. Доколку дојде до зголемување на цената на основните продукти, пред да се зголеми цената, да се замрзне цената за оние основни продукти, леб, млеко, месо и сето тоа, со цел да потрошувачите не дојдат да не дојдат толку многу во контекст со кризата и на тој начин да се заштитат поранливи категории на потрошувачи. Дали апелите од сите страни ќе бидат доволни силни за владата да го направи бараното замрзнување на цените, повторно е неизвестно што граѓаните со најниски примања ги турка во се поголема екзистенционална неизвестност. Преживувањето од месец до месец за нив е навистина травматично, што го потврди и Министерката за труд и социјала, потенцирајќи зголемен број на социјални случаи.